Дали покрај овие за кои тврдите дека имало основано сомневање дека работат за странски служби против уставниот поредок, дали во процесот сепак имаше некои невини жртви? Која е вашето мислење? Не знам. Можам да кажам дека овие што ги навеле тие ни еден не е невин. Ни еден, апсолутно. Добро утро, почитувана публика, и добре дојдовте во ова вонредно 23-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добро утро. Здраво. Денеска е последен ден пред утрешните избори за председател, за првиот председател на Република Северна Македонија. Меѓутоа, наша тема тука ќе биде воглавно подарокот кој ни го даде извесен Илија Громовник, пуштањето на досега необјавени бомби. Ленти кои што разобличуваат многу работи за македонското општество. Ленти кои што покажуваат дека навистина постои една тесна соработка помеѓу двете главни партии во Македонија, меѓутоа и ленти кои што објаснуваат, односно го разобличуваат вистинското лице на македонската општествено-политичка елита и ни даваат едно визуелно објаснување на она што е напишано во извештајот на Комисијата на Извршниот совет на Собранието на СРМ за испитување на состојбите во органите на државната безбедност во Републиката од 66-та година. Значи, одиме многу далеко сега. Па да почнеме со материјалите. Да. Значи, одиме на форум Котле. Да го слушнеме Илија Громовник. Да. Да почнеме со почеток. Што пришал бе? Скопје влегло. Скопје влегло. Слушај, што ти прашам, ти Даути тебе другар ти е? Значи, станува збор за разговор помеѓу Фрчко и Алберт Муслију. Насловот е Фрчко и Алберт Муслију лажираат лустрација. Кој е, знаеме кој е Љубомир Фрчковски, односно ова е наводно, мора да се држиме легално до овие термини. Ова се наводно гласовите на Фрчковски и Алберт Муслију. Кој е Фрчковски го знаеме, кој е Алберт Муслију? Прво не се наводни, бидејќи Фрчковски ја признав пред ништо на разговор. Нови бомби одекна на интернет, дали имате коментар? Професоре? Немам нешто, со Алберт разговараме тамо, нешто се убедуваме. Во ред, тогаш, значи, сигурно е тоа. Кој е Алберт Муслију? Алберт Муслију е политичар од далматска провиненција. По негово кажување многу близок со Али Ахмети, но по она што се ствара слика за него, тој е независен политички аналитичар. И е гостин на сите телевизии како независен аналитичар. Независноста ќе ја слушнеме натака. И се спомнува име Дауд Даути. Дауд Даути е првиот председател на Комисијата за лустрација. Да, не зборувам. Даути? Не. Да. Ама можам да прашам. Мислам, што го? Треба нешто да Па види се, треба овие ќе тргнат повторно со лустрацијава по новиот закон и практично дуе клучен, они се однесуваат добро во првиот дел, не гласаа.
за мене што се однесува таа као командант таму ствари по командна одговора, што прави Окей. И меѓутоа по вториот ако 14 уште се побрутални, се само ВМРО-вски закон, но имаат намера практично ако донесат решение, практично имаат во законот обврска не можем да изгубам работа, не може да треба да ми сакаат да ми истернат од работа. И тука се клучните двајцата албанци, ако они не гласат, тоа немаат мнозинство. Првиот пат не гласаа за мене, има ваков став и сега треба да видиме, да провериме дали можеме нив да ги добиеме. А во комисијата кои се? Во комисијата, да. Окей. А што Дауд е таму? Дауд е еден од тој. Кој е тој Дауд? Ја ми се вови бизнисменот, да не? Не бе, ова е оној новинарот, знаеш кој? Окей. Може. Значи, зашто станува збор тука? За кои луѓе зборуваат? За двајцата луѓе кои се членови на комисијата за илустрација. Делегирани како како луѓе од НАДУИ. И сега, Фрчковски што бара тие? Значи, не бара да се гласа против законот за илустрација, туку... Не, туку да не го илустрираат него, да се отфрли иницијативата за негово илустрирање. Да се отфрли како неоснована. И сега тука има една многу битна работа. Фрчковски вери дека прв пат биле на линија. Значи, прв пат биле убедени од Фрчковски. Да. Да не изгуби работа. Прв пат гласа добро како што Да, треба. како што треба. Значи, Фрчковски требаше да биде илустриран и впрочем беше илустриран конечно по таа пропала илустрација. На 2 или на 3 пати имаше обиди, па конечно се направи некаква си квази илустрација за него, меѓутоа тој работата не ја изгуби, значи суштински не бил илустриран. Да. Меѓутоа има и нешто друго сега. Љубомир Фрчковски беше дел од тужба на Блажо Стојановски и Атанас Левтеров во 2001 година Да. во однос на прекршување на уставните права кои што биле вршени за време на неговото министерување како министер за внатрешни работи. Слична тужба имаше и тик против него подосна неколку години. 2007. Што е карактеристично, и обете тужби беа отфрлени на застарување, иако и во обата случаи беше парадоксално и абсурдно решението отфрлањето. И конечно потоа имаше ти една тужба за кодош, односно не за кодошење, туку за клевета против Фрчковски, која исто така беше абсурдно отфрлена. Можеме да им понудиме малку повеќе детали на И после многу прашања, па сега. Прво би објаснил една работа која е многу битна. Да. Комисијата за илустрација. Дауд Даути играл за Фрчко цело време. Тој беше прв председател на Комисијата за илустрација и на изборите 2009 година, кога беше усвоен тој закон на Андов за да поднесат сите луѓе кои се на функции, кои се кандидираат за пратеници или за други изборни функции како председател на држава, изјава дека не биле соработници или да работодавачи во службата. Тогаш јас поднесов иницијатива и Даути не ја процесираше иницијативата за илустрирање на Фрчковски како председателски кандидат за поднесената негова кандидатура. Со неговата одбрана беше дека немаат уште простории и не можат затоа да ја процесуираат мојата иницијатива, иако се работеше за 3-4 човека кои беа кандидати за председатели, да се види дали се тие соработници или не се. Не беше тоа некоја голема работа. Значи едноставно можеле и во библиотека да се состанат. Да, било каде да се состанат и да побараат неколку досиеа од МВР, не мора моето, ќе видат дека Фрчковски е потписник на нелегално и неуставно прислушкување и е наработавач на кршење човекови права. Многу јасно и многу. И тогаш Фрчковски уште тогаш ќе беше елиминиран од политичката сцена по закон кој не беше оспорен од никого. Тој беше законот на Андов. И сега да се вратам на
да премина на тоа твое прашање, кривичните пријави. Да. Тука е многу интересна работава. Јас имав сознанија, индиции дека постојат прислушкувани разговори врзани за оневозможувањето на мојот судски процес по поднесената моја кривична пријава против Фршковски, Чокревски, Силјан Аврамовски, Слободан Богоевски, Зоран Верушевски и уште тројца или четворица инспектори од Куманово. Индициите ми ги разбуди едни пораки на Фейсбук кои беа упатени во август 2014 година. И сега ќе откријам дека пораките ми беа упатени, ова е многу битно, тогаш во текстовите кои ги објавив после тоа, споменав дека се работи за висок функционер на СДСМ, но сега ќе потенцирам дека се работи за подпредседател на партијата. На еден од подпредседателите на партијата, тие се четворица, еден од тие четворица подпредседатели ми ги упати тие пораки. Тоа е од Сваровски, текстот е постојањето на Сваровски. Не, што е причината за амнестија? Што е причината, добро. И што е работата со овие документи? Види, во тие добив некои многу интересни работи кои беа за мене изненадувачки. Бидејќи моето досие го нема во архивот на Македонија. Да, и покрај тоа што ти имаш... Имам копија кај мене, Да. официјално добиена од во МВР. Да. Не е изнесена фалсификат, па да сега ја спори на автентичноста. Да. Јас имам известување од МВР, кога поднесов прашалник дали имам или немам досие, добив одговор од МВР дека имам досие и дека можам да го подигнем на 18 декември 2000 година. Досието. Значи, има документ дека досието било достапно и го има. Да. Но потоа се случија чудни работи, досието го немаш. Тоа го дознав прв пат дека не постои моја досие во архивот од поднесувањето на моите иницијативи за лустрирање на Фршковски. Бев во третиот обид кога се обидов и кога Фршковски е лустриран во тој кога јас поднесов иницијатива за негово лустрирање, но не е лустриран по моја иницијатива, него по сосема други иницијативи. Пратив писмо до Комисијата за лустрација, барав појаснување зошто мојата иницијатива не е земена во предвид кога е лустриран Фршковски. Добив одговор, писмен одговор, дека од господинот председателот на комисијата, дека мојето досие не го добиле од службите. Имале одговор дека моето досие не го добиле од службите, толку и ништо повеќе нема. Само архивот им одговори дека кај нив нема досие, а другите служби, Агенцијата за разузнавање, УБК и военото разузнавање, сигурно од него тражеле, не одговориле никако, барем така не постои објаснување дали одговориле или не одговориле во писмото од Комисијата за лустрација. И ми беше чудно. Но, добро, реков, ајде, може би имав по некои други сознанија, од другите што некои луѓе ги изнесуваа кои биле прогонувани, дека ако го нема досието во архивот, тоа е уште активно и тоа го прифатив дека и така со моето досие. Но во овие документи кои ги добив од подпредседателот на партијата, на СДСМ, беше документ со кој разјасни зашто се работи, зошто го немам кај мене моето досие. Имено,
ми испрати документ кој е пратен од УБК до Комисијата за илустрација, кој Комисијата за илустрација не ми го испрати на мене кога јас барав, значи ако имала, зошто не е пратен сега, не знам, тоа се веќе... Значи, ако јас сум или тогаш го немала тој документ Комисијата за илустрација, па изготвен потоа, или пак Комисијата за илустрација свесно знаела дека не сум дал ограничување за достап до моето досие и сакала тоа да го сокрие. Но ова викам, ова се мои шпекулации, нема ништо не сакам да се земе за моje тврдење. Да. Туку мои претпоставки така направени. Еве го тој документ ќе го Да. потпишан од Сашо Мијалков. Да. Сега е на екранот. Да. И во кој се вели дека јас сум поднел барање кога сум да го земам досието, моето досие да стане недостапно 100 години. Значи да биде прв достапно за јавноста дури во 2101 година. Такво нешто нити сум побарал, нити ништо. Моето досие не го подигнав јас, го подигна адвокат. И јас ги имам полномоштвото кое сум го дал на адвокатот. Тоа е заверено во консулатот на Македонија во Торонто, така да... Да, еве го и тоа е на екранот. Да, така да сите може да прочитаат што стои во... Не стои никакво мое барање од адвокатот, во мое име да поднесе барање да се забрани достап до моето досие за 100 години, за една година нема забрана, а не за 100. Да. Така да... И сега ајде да ги повржеме Да. сите овие работи. Лентава со Фрчковски. Сега ќе ги површиме, Да. мислам да. Уште една работа само да нагласам, што ми напишал доставувачот, подпредседателот на ВМРО, на подпредседателот на СДСМ, за ова што е подпишано од Мијалков известувањето до Венецијанската комисија. Еве, ќе одиш подолу, ќе го најдеш каде. Да, еве, Да го на најдеш. екранот. Многу ви вика вака. Знаете што е интересно? Во УБК за комуникација со Комисијата за илустрација има определено лице што комуницира. И обично тој подпишува известување и дава информации до комисијата. Известувањето за вас е подпишано лично од Мијалков. Јас одговарам, значи многу сум почитуван од Мијалков. Тоа е почит да те подпише, се подпише на твоето решение. Да. Лице како Мијалков, од кога е направено дека е страф и трепет по Македонија, ми одговара подпредседателот на СДСМ, јас не знам колку сте биле опасен, ама очигледно некој не сака вашето досие да види бел ден 100 години. И сега да... Значи да ги повржеме. Да ги Лентата Да. на Фрчковски, тужбите на Левтеров и Стојановски, твоите две тужби за... Ова зборим за првата. Да. Да ги вржеме сите заедно. Ајде така. Нема така. сега зошто да Да. има една по една. Како да ги вржеме сите овие работи? Што има врска, еве, ова што ми го покажуваш ти со подпредседателот на СДСМ, или што има врска тужбата на Блажо Стојановски и Левтеров против Фрчковски со оваа лента, каде што Фрчковски е едноставно загрижен, работа да не изгуби човекот, што има врска со тебе и со Блажо Стојановски и со целата македонска јавност? Така. Во законот за злоупотреба на службена должност по кој се гонеше Фрчковски за злоупотребите и тие околу него, и која по мојата кривична пријава не беше спорна висината на казната и по кој член уствари е поднесена кривична пријава, е запретено со казна до 10 години затвор. И сега, каде е поентата? Ако Фрчковски брка врски да остане на работа, да се елиминира неговото прогласување за работодавач во Комисијата за илустрација, што ли правил Фрчковски да избегне судски процес во кој може да добие казна од 10 години затвор?
да добие казна, да ги надокнади штетите, материјалните штети кои се направени само на мене. Да, мислам дека во туџбата на Стојановски и Лефтеров има цифра од околу половина милион марки тогашни. Да, така. значи. И сега, тука е, значи, сите тие по тој член 352, мислиш, не беше сега, нема да ме взима за избор, да паметам, не сум правник, за да се докаже, тоа го бара законот, така глупост, треба да пишеш сума. И сега, тоа е дека штетата е поголема, ги надминува 500.000 евра. Се каде е трагедијата, каде е местенката во случајот на пријавата на Лефтеров и покојниот Лефтеров и Блажо. Ако е пријавена штета од 500.000 евра, тогаш запретената казна е 10 години. На Лефтеров и на Блажо кривичната пријава отфрлена како состарена за казна од 3 месеци. Со која запретена казна од 3 месеци. Значи 500.000 евра не се признава казна за оштетата. Судијата веднаш одлучува дека тоа е... Да, и таа тужба е многу индикативна, бидејќи таа тужба покажува дека била невозможна било каква разврска за прекршувањата на уставните и човековите права во Македонија за прогонот во 90-те години, веднаш, дури и веднаш по отварањето на досијата. Значи, тоа е она што ја прави илустрацијата неопходна или некаква специјална постапка која што ќе го отстрани застарувањето на сите злодела, по кои што ќе може да се оди по овие архиви на СДБ, за да може да се расчисти со ваквите личности како Фрчковски. И сега, значи, јасно ни е тука дека имало ургенции од страна на Фрчковски во сите овие случаи. Ургенции, тоа некако да ути, дека е системот е загрозен, удба е загрозен. Да, но Фрчко интересно е што сега точно дека системот е загрозен, но секој е оставен сам на себе да се брани. Тоа е системот, ако тој влезе да се брани, тој немаше да дозволи да се отворат досијата. Тој немаше да дозволи да стаса кривични пријави од мене, од Блажо и од покојниот Лефтеров до суд. Да. Тој најаше начин да, значи, тука е сега една... И сега не може, како може некој да каже во ова текстот што го објавил за преписката со подпредседател со документите кои што ги добил, јас направив уште еден потек. Сакав да бидам најасно и да проверам дали господинот Заев има честни намери во тоа што говори дека тој се бори за владење на правото, за еднакство пред законот. И во 2015 година, кога го спремав текстот да го објава, го испратив емайл и го замолив да ми каже дали постојат снимани разговори кои се врзани за мојата кривична пријава. Заев во емајлот ми одговори дека такво нешто нема. Да, тој вели вака. Такви материјали јас не поседувам, а дека знаете некој од моето опружување едноставно не е можно. Не дека знае некој од моето обкружување. А дека знаете некој од моето обкружување. Тоа јас го разбрав сосем инако. Дека, значи, како може, јас имам доказ и тоа можам да го презентирам, само не сакам сега, очекувам ќе има судска разврска и ќе го обзнанам под председателот, бидејќи поседувам документи кој ми ги пратил, кој ми ја пратил оваа документација. Така да господинот Заев сега веќе кога сите знаат дека лаже, како влажаве, веќе е безпредметно со него да се расправам и да кажам дека лажал. Да. Тој вели само уште материјалите само јас ги слушам. Не може тој само да ги слушал, бидејќи ако само тој да ги слушал, не може, тој не е толку
Време нема толку. Мислам, кога велам нема, не може да сепак бомбите ги составувале малце постручни луѓе од него. Да. Од нешто се емитува бомбите. Да извлечеш она што е ќе направи голема пропаганда, а да не откриеш скоро ништо од бомбите. Да не откриеш дека има многу посуштински работи во бомбите. Еве, Илија Громовник објави 5 бомби, го растури целото, го направи партал, ги направи партал на Заев бомбите. Да. Покажа дека Заев манипулирал до даска. Да. Со 5 бомби успеа да направи Илија Громовник, она што Заев не го направи со колку бомби објави таму, 100 бомби објави. Да. Така да учествувала екипа во изготвување на бомбите. И подпредседателот морал да учествува во изготвување на бомбите. Овој кој ми ги прати документи. Бидејќи тој на основа на тоа што ги слушнал разговорите врзани за мојот случај, иницирале истрага да влегуваат во архив. Во архивот на кај што се чуваат строго доверливи документи. Кај што немал пристап директорот на архивот на покојниот Зоран Тодоровски. Затоа тој дојде тука во Канада, не директно само за тоа, него имаше и друга некоја посада, но дојде кај мене овдека дома да го види досието сакаш. Да провери автентичност на досието, дали е од кај нив. Така да, ако директорот на архивот не знал на кој ризик се изложиле СДС да го пронајдат моето досие. Тие ми пратија, не го објавив тука, и број каде е архивирано моето досие, во која кутија се наоѓа, каде се наоѓа. Да. Го има и тоа во го има, тој текст, да. Сум го ставил сигурно, значи ако веќе сум заборавил. Текстот е правен 2015 година, објавен 2016 година. Не сакав да го објавам, да не ме разберат луѓето погрешно, бидејќи го напаѓам, јас сум таков, имам една моја, можеби за некој лоша особина, но јас оставам кога ќе ги соберам сите докази кои ќе имам во рака, да ги обзнанам и тогаш за тој што ќе кажам дека е лажов, дека е човек на удба или било што ќе го карактеризирам, имам 100% докази. Да. Тоа сум го докажал досега. И сега, оваа лента ја руши тезата за постоењето на Сваровски судство. Да. Дека, нели, тоа е, тезата е дека тоа е судство на Никола Груевски, Да, дека тие работа што сакаат. Еве, значи, во тој период, кога на власт беше Груевски, кога беше Сваровски судството, тогаш Фрчковски доби 2 или 3, можеме да речеме, бидејќи твојата тужба за прекршување на твоите права беше всушност 2 тужби беа. Беше првин кривична пријава, потоа беше приватна парница. Да. Значи имаше 2 одлуки во таа парница и потоа го имаме оваа парница за клевета. Значи 3, барем само со тебе. Само со мене. Не знаеме за други луѓе кои поднесувале било какви постапки. Тужбата на Левтеров и Стојановски во времето на владата на Георгиевски. Да. Значи, во тој период, кога ВМРО ДПМН е на власт, Љубомир Фрчковски добива не само одлуки од негова корист, туку одлуки кои се абсурдни. Абсурдни, а се во негова корист. Баш така да се навратам на тоа, на отфрлањето на тужбата на Левтеров и на Блажо Стојановски. Таа е веднаш после отворањето на досијата. Да. Тука е целата елита која денеска глуми големи ВМРО-вци. И бранители, и борци против удба. Тогаш јавен обвинител беше Джиков. Тој мораше да поднесе кривична пријава по службена должност во моментот кога беа отворени досијата. Тој не го стори тоа. Љубе Бошковски беше висок функционер во полицијата, потоа стана министар на полиција. Мораше да отвори истрага за прислушкувањето. Не го стори тоа.
Да споменувам уште Лјупчо Георгиевски, не сакам да го споменам, бидејќи за него веќе излишно да се говори. Да. Целата таа групација, тука е Груевски, тука е Јанкуловска, беа министри или членови на вработени во одредени министерства. Целата влада која состави потоа Груевски беше во неговото Министерство за финанси. Гордана Јанкуловска, сите тие. Значи, се си има свој корен. Не е ништо така случајно. И сега, да се вратиме пак, Фршковски не може да не ургирал. Не може тој да не се јавувал по телефон. Не може да не постојат телефонски разговори. Не може. Абсурд. Значи, Заев ги сокрил телефонските разговори. Телефонски разговори во однос на твојот На случај. мојот, зборам за мојот случај. Значи, мојот случај е актуелен. Од 2007 година, 2008 уствари, се носи одлуката за првото отфрлање, па до 2014 година, додека конечно не добивам решение дека е променета старосната граница на застареност и е сведено дека казнивоста на делото е 3,5 години. Сега што го направи Заев со закон. За да ги спаси еден куп луѓе од кривичен прогон кој му треба за гласање за промена на уставот. Така да се гледа дека сето тоа е смислено од тој центар уште тогаш. Не е тоа сега некоја новина. Јас би сакал сега да се осврнеме на другиот аспект од оваа лента на Фрчковски, а тоа е разобличувањето на македонската политичко-обштествена елита. Во извештајот кој што го спомнав прегеска на извршниот совет на собранието на СРМ за испитување на состојбите во службите за државна безбедност, се вели дека предмет на обработка на службата за државна безбедност биле граѓани од редот на општествено, политички, јавни и културни работници, раководители на стопански организации. Тоа ја менува сликата во однос на тоа кој е Фрчковски и не само Фрчковски, туку кој е целиот тој општествено, политички, културно-интелектуален врв на македонското општество. Ние често имаме навика да тие луѓе да ги замислуваме како босови, како капо, да титути капи, недопирливи, луѓе кои што не смее да им фали, на кои што не смее да им фали влакно на главата. Меѓутоа, тука на лентава гледаме како еден министер за внатрешни работи поранешен, министер за надворешни работи, автор на уставот, еден од најголемите, најпризнаени интелектуалци во Македонија, главниот интелектуалец кога се однесува по уставно право, по меѓународно право, по сите видови на права, тој се лигави и бацува задници за да ја сочува неговата мочана професорска работа. Значи, човек кој што доделувал фришопови, кој што учествувал во организираниот криминал, кој што работел се ова, зависи од таа професорска работа. Да. Една работа да не заборавиме, мора да ја споменеме, за да продолжиме натака за Фрчковски. Има едно сведочење одамна од Роли Јакуповиќ, кој уште тогаш, кога Фрчковски беше на почетоците на својата кариера како министер за полиција, ми објасни Роли преку неговото сведочење каков човек е Фрчковски и како го тестирала удба Фрчковски. Барем јас така го... Имено се работи, во Скопје постоеше, не знам дали постои кафана, уште Златна Вилушка, и тоа беше збиралиште на Бранко Црвенковски и дружината, Лаза Гитановски и подземјето. Роли Јакуповиќ и тие другите, Аце Циганот и таа цела дружина. И Фрчковски како шеф на мафијата, бидејќи МВР така е замислуван да биде шеф, да биде
кумо да седи национален министер. Еден ден доаѓа во, знаел таму дека е Роли Јакуповиќ и дружината, и дошол во Златна Вилушка, ама Роли Јакуповиќ му рекол на келнерот да не го пушта да влезе во кафеаната. Пршковски останал да се моли на врата. Сега, овдека е една друга многу поента, многу битна. Министр на полиција да падне толку ниско. Тој покажал на удба и покажал дека тој е идеалниот човек кој нема ама грам само почит. Тоа е целата за мене. Ама тогаш не му верував на... Мислев дека Роли Јакуповиќ си придава значај, дека зборува нешто што не можев да замислам, дека ке избор на таков човек на врв на една институција која е многу битна е можен. Ама сега, кога го ислушам разговорот, каде што плаче за работа, ми стана јасно дека Роли бил 100% во право. Да кажам истината. Да, па ако знаеме дека УДБА е продолжение на Црна рука, тогаш треба да се осврнеме на книгата Црна рука врз Европа на Андри Пози, која што можете да ја симнете бесплатно на нашиот сајт Македонски информативен центар, macedonianinformationcenter.org. И тука, значи еве на левата страна, може да кликнете и книгата се отвора. Што е еден од заклучоците на Пози и на Максимилијан Петровиќ, кој има прилог во книгата, дека кој управува со Србија, со кралството СХС, подоцна со кралството Југославија? Управува подполковник, односно полковник Апис. Во 903 година, кога фамилијата, односно династијата Обреновиќ се покажува како недоволно соодветна за потребите на великосрпската кауза, Апис со уште 5-6 на негови соработници одат во палатата, го убиваат кралот и кралицата и ги фрлаат труповите од прозорец. Утре дента донесуваат нов крал. Значи, тоа е тоа, еве, ти Фрчковски, со ова случка што ја објаснува што Роли Јакуповиќ, па дури со и ова што се гледа од лентава, не постои почит за институцијата, министер, председател, премиер. Постои само почит кон каузата. Уште нешто има тука. Ние сме разговарали многу пати на оваа тема, но сега треба да го малку да го спомниме баш овдека во оваа емисија. Кој е тој што ги влече конците? До сега сме знаеле дека Фрчко е, сме мислеле дека Фрчковски е капо ди тути капи. Да. Дека тоа е Берија. Да. Потоа ни створија слика дека Сашо Мијалков е капо ди тути капи. Да. И уште луѓето се убедување дека Сашо Мијалков е капо ди тути капи. Дека тој дрмал и тој ги правил сите оние апсења, сите оние на Љубе Бошковски, по негова желба, не. Апис е убиен. Так, суден и убиен. Да. Црна рука продолжи да обстојува. Да. Фрчковски, гледаме од разговорот дека некој му прави на него да моли и да кука. Да. За тој кој е главниот, кој е на врвот, ќе дозволи да се јавува на тој Муслију, да ургира кај Али Ахмети, па Али Ахмети да ургира кај Дауд Дауд. Не. Тоа е моќ, тако е така, како што сакаат да ни го представат, дека е капо ди тути капи. Доволно е, никој не сме да помисли на него да му прави лустрација. Да. Или него да го тужи. Или да го смени од функција. Или да го смени од функција. Сега тоа одеднаш признава
дека тој е никој ништо, дека зависи од секого. И тој не знае кој му е шефот. Да. Тука е, и сега ние, Да, тој слепо оди, еве сега Муслиу, го знаеш ли овој Дауд, па да ургираш кај него, па кај овој не. да, значи, тој ако знае кој е на врвот, лесно ќе каже, чекај, јас сум твој, до вчера твое куќе кое го съскаше на кого ќе стигнеш. Зошто сега ми правиш вакви работи? Да. Ќе кажам за тебе ова, ќе кажам за тебе она. Бидејќи тој како министр, кој гарант е ги читал досиеата, прислушкавите разговори, и тој од времето кога бил зборан министр, не денеска. И тој сигурно има би нашол документи кога би знаел кој се вистинските шефови. Јас те верувам дека е еден човек. Да. Сега, кој е? Јас не знам. Не можам да... Па и до некоја до известна мера не е битно кој е, бидејќи зборуваме за идеја. Да. Сега, значи тука можеме и да научиме нешто од сето ова. Гледаме како великосрпската идеја обстојува и како таа живее самата, без никој да ја, без една личност да ја движење. Таа си живее и си обстојува бидејќи Перпетуира, непрекинато перпетуира. Бидејќи има постојано следбеници кои што се вклопуваат во неа и кои што наоѓаат полезни идиоти, наоѓаат полжави, да. Сега, има уште една работа што сакам да посочам од досиеата на УДБА. Тоа е еден оперативен коментар од службена белешка од 64 година. Не е битно кој е досието, битно е она што се зборува во него. Да. Вака, соработникот му е братучет на предметот на обработка. Од време на време се видува со него. Во разговорите е ограничен, иако некој изрази сомневања во него во последно време нема. Инаку, точно е да соработников е прилично револтиран од известни постапки во предпријатието за кое ние ќе му помогнеме. Но после, откако ќе го обави разговорот со предметот. Сакаме и тој негов револт да биде малку поприроден. Поприроден. Значи, УДБА има еден метод на контролирање на своите соработници, при што ги држи секогаш во една неизвестност, да може по секој момент тие луѓе да мораат да молат и да мораат да ги извршуваат должностите кои што таа им ги дава. Односно задачите кои што таа им ги задава. Тоа неубаво се гледа затоа што УДБА секогаш прави негативна селекција. Бира луѓе полжави, а не луѓе орли. Кога на врвот се сретне на планината, орелот и полжавот. Орелот долетал самостојно. И кога прашал полжавот тебе како да е тука? Па со лигавење. Тоа е, и затоа тие се лигавеле, што не се чувале способни да обстанат од својот труд, од својата способност, тие секогаш се плашат за местото до каде стасале, бидејќи се свесни дека не го заслужуваат тоа место. Да. Тука е... На мене ова ми личи на овие холивудски звезди, кои што сите ги гледаме од страна, живеат во замоци, Да. Се возат во лимузини, бесни коли, живеат гламурозни животи, сите се прекрасни, убави луѓе, сите сакаат да бидат со нив, да бидат како нив. А кога ќе ја гребнеш површината, што впрочем излезе со оние скандалите, Me Too, движењето што беше околу Харви Вајнстајн, всушност испаѓа дека сите тие се проститутки. Дека сите тие дошле до тие позиции преку буквално проституирање на себе си. Да. И сега, во систем на негативна селекција како што е македонскиот, тоа значи дека зборуваме за општество на комплетно извртени вредности. Оние кои се на врвот се џганот.
се луѓето со најмалку личен интегритет, со најмалку морал и тие се најуценетите. Значи, ако зборуваме дека УДБА прави своји соработници преку уцена на луѓе, преку фаќање, правење на известни стапици, дали преку прељуба, дали преку ситна кражба, дали преку едноставно ситно кодошење или лага, на тој начин тие ги придобиваат тие луѓе за своји соработници. Сега овој човек, Љубомир Фрчковски, значи треба да го земеме него, а и тие од него, целата таа негова фела, како луѓе што најмногу им виси врз главата. Мечот што најмногу им виси врз главата на нив. Тие се луѓе со најмногу прекршоци, со најмногу морални и криминални грешки зад нив, кои што во секој момент можат да се земат и да се дадат на суд. Значи, Фрчковски, можеме да му избереме неговите прекршоци, неговите криминали, ако се стави пред некој суд, да се збере казна од неколку илјади години. На сите, не само на Фрчковски, сите кои се во врвот на политиката, на власта, на функции кои професорски функции, сите тие се колку е повисоко во општеството, толку е поуценуван тој човек. Повеќе можности за уцена има, многу повеќе дела со кои може да го уценува. Да. И сега, да го заокружиме се во ова со она што е пред нас, а тоа е претседателските избори утре. Да. Првиот круг на претседателските избори на Република Северџанија. Трите кандидати кои што се презентирани пред македонската јавност се од истиот калибар на Фрчковски. Да. Сите тројца се баш од тој, река е малку по неекспониран, меѓутоа и тој е бил амбасадор, мислам, и тој е бил државен голем. Ако бил амбасадор, поминал школата на СИД. Да. Така да. Да. Пендаровски бил малтене во стапките на Фрчковски. Силјановска Давкова била колега на Фрчковски. Потоа делегирана надвор од Македонија во институциите на Европа, на Обединените нации, значи таа требала да го пренесе доброто мислење за власта во Македонија. Таму се праќаат само проверени кадри, проверени чувари на комунизмот. Да. Никој нема да ме прати мене, човек со мои размислувања и со мои ставови, да ширам гласови за власта во Македонија. Абсурд. Мислам, секој нормален човек тоа му е јасно кого праќа власта надвор. Да. И тоа го покажа Силјановска со нейното однесување во Венецијанската комисија, да не зборам повеќе. Да. Мислам дека нема потреба повеќе да расправаме, работите сами си се откриваат. Власта во Македонија, односно режимот во Македонија се чини дека е доведен во една мат позиција. Системот во ред. Ние се бориме против системот. Режимот беше Груевски, Да. Еве го сега Заев, ама системот е тој што ги продуцира режимите. Да. Сега, значи, тој систем очигледно се соочува со некој внатрешен конфликт, бидејќи сега доаѓаат вистински преломи, дали ќе опстане Македонија, дали нема да опстане Македонија, што ќе се случи ако опстане Македонија, што ќе се случи ако пропадне државата, ќе има повторно некои поместувања, ќе има повторно некој еве Заев ќе треба да падне некој ден. Да. Дали денес, дали за 3 години, има во неговата администрација има еден куп функции кои што треба да се пополнат. Значи сега овие активности, ова разигрување доведува до вакви ситуации да доаѓаат еве сега контрабомби, кои што сосема го разобличуваат системот, сосема ги разобличуваат сите македонски политички и општествени елити, кои покажуваат дека тие луѓе не поседуваат ниту грам моралност и дека тие се всушност дното на македонското општество и дека македонскиот народ не само што нема потреба, туку
од морална позиција не смее да продолжи да ги поддржува овие луѓе, затоа што на тој начин тој станува соработник и на тој начин тој самиот си ја продава својата морална јачина. Да. И одека прв пат таков впечаток имам дека Илија Громовник игра на карта на македонските интереси, на македонските национални интереси. Да. И се надевам ќе продолжи по тој пат, бидејќи бомбите кои ги објави го соголија системот. 5 бомби, јас реков пред малку дека се многу појаки него сите бомби досега објавени од заедно. Да. И да се надеваме дека со помош на бомбите како ќе го разобличиме многу побрзо системот и тие ќе допринесат да продолжи бојкотот и понатака, да се бојкотира, да се натераат и пратениците од редовите и на ДПМН, на ВМРО ДПМН и на СДС, кои ќе се освестат дека се бранат македонските интереси, да поднесат оставки на функциите во парламент, на пратеничките функции. Советниците низ општинските совети. Овдека веќе јас не зборувам, бидејќи бојкот не е идеолошко движење. Да. Бојкот е движење за спас на Македонија. Да. Па добро, идеолошко движење од таа перспектива, од перспективата на Македонија, Да. на формирање на македонска држава и на формирање и одржување на македонска нација. Толку. Понатака тоа ќе биде на избори ќе се одлучува и која ќе имаме фери демократски избори, инструменти кои ќе гарантираат фери демократски избори, ќе се одлучува која идеологија ќе победи. Да. И затоа сега не треба да се расправаме околу идеологиите. Дали сме леви, десни, ројалисти, либертаријанци или било какви. Не. А сите имаме еден интерес. Да направиме Македонија држава која ќе биде правна, каде што ќе се почитуваат законите, каде што ќе има фер избори, каде што има максимално почитување на човекови права. И каде што македонците ќе имаат свој собствен дом, каде што нема да се плашат за својот опстанок, нема да се плашат за тоа дали можат да се изразуваат како македонци и нема постојано да им се попречува во тој нивен напор, во тој нивен обид да станат слободни луѓе. Да имаат собствена држава. Сите имаат собствени држави, зашто ние да немаме собствена држава? Тоа е прашањето. Јас мислам дека и албанците се свесни на тоа дека узурпираат право на македонците да имаат држава со нивните барања. И дел од нив не се слагаат, јас би сакал да верувам дека е така и верувам, се надевам дека многу од нив свесни се на тоа, дека го узурпираат правото за кое наводно тие се борат, ама го узурпираат право на македонците тоа право. Да, па тие, како и секој нормален човек, се обидуваат да земат што можат. Да. Колку повеќе им се допушта, толку повеќе ќе се обидуваат да земат. Да. Тоа е просто. И повеќе. Да се... Ви благодариме и денеска на вниманието. Се надеваме дека ви се допадна содржината и сакам да ви се заблагодарам на сите вас што ги ширите нашите видеа, што ги споделувате и ќе ве посетам повторно да продолжите со истата активност и на оние од вас кои не сте ги споделувале досега видеата, ќе ве замолам и вие да се придружите на нашата дејност и едноставно, тоа е единствената компензација која ја бараме од вас, да ги споделувате нашите видеа и да се зачлените на нашиот YouTube канал, за да можеме да го израснеме малку повеќе, да дојдеме до 1000 членови, за да можеме да правиме преноси во живо, со кои што ќе имаме прилика да имаме малку повеќе контакти со публиката, каде што ќе можете да поставувате прашања, значи да дискутираме некои теми кои што вие сакате да ги дискутираме. Меѓутоа, тоа е цената која што мора да ја платите. Мора малку да вршите, да ни помогнете да го споделиме, да ја споделиме содржината и да го расшириме нашиот канал. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата
борба за осознавање и распространување на вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. Dok Vardar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica, pjesmom je svojom zemljata očarala srca sva i vinom za izvora njenih san pijem ja. Smrtna ko srce što vjekovima bije, tuđinska nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Hey! Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Hey! Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve.